Кинокултурата, некогаш и денеска, по што се разликува? Разговараме и анализираме со Тони Димков, многу драг колега, но во исто време и хроничар на македонската култура. Добро познавач. Добро утро. Добро утро и благодарам на ова пријатно изненадување да ме поканите како гостин на оваа убава тематика во вашето студио и секако се надевам дека нешто ќе кажеме убаво и за вашите гледачи. Се надевам дека ќе задржиме внимание, но се разбира и верувам дека ќе ги навратиме многумина низ времето. Времето кога јас доека се подготвував за разговорот, времето кога одевме ние во кино, мојата генерација, вашата генерација и повозрасните генерации. Како изгледаше тоа време, тоа ваше време? Како вие се подготвувавте за филм проекција, за кино посета? Што представуваше тоа за вас? Секако кинокултурата е една убава работа која што му се случила на човештвото. Иако во последно време не можеме да бидеме оптимисти во однос на нејзината иднина, меѓутоа ако се сеќаваме на старите времиња, иако јас ќе кажам дека сум од тие некои средни генерации кои што не ги фатија почетоците, меѓутоа мислам дека го фатив зенитот на кинокултурата кога скопските киносали беа преполни со публика. Не сме сведоци на тоа во последно време, затоа што во последно време ниту имаме веќе киносали каде што може да се гледаат филмови, освен се разбира комерцијалните киносали кои што си постојат во рамки на трговски центар. Другите киносали практично во Скопје се згаснати, а тие киносали практично беа изворот на тој киноживот во Скопје во годините претходно. Секако не се сеќавам на почетоците, затоа што почетоците се пред да бидам роден јас, меѓутоа тој период што би го нарекол као цутот на кинокултурата во Македонија 80-тите, 90-тите години, мислам дека беше не предизвик, беше начин на живот. Да. Затоа што како и денес и тогаш се излегуваше во град, имаше дружење, имаше прошетки по кафани, по ресторани, се правеа разноразни прослави и забави така. Меѓутоа, најчесто тоа почнуваше со кино. Ќе се договориме прво да одиме на кино, а потоа ќе продолжиме каде ќе продолжиме. Една поинаква социализација беше тоа. Па практично киното е социјален медиум и киното е наменето за гледање во таква структура. Значи, во темна сала, големо платно, многу народ околу тебе. Тоа е единствениот начин и да се постигне фокус кон филмот. Бидејќи секој филмско остварување си бара фокус за да се разбере, не само да се разбере содржината, туку да се видат сите уметнички елементи што се вметнати во самото филмско остварување. Бидејќи како што знаеме, некои филмови се прават по година, две, некои филмови по 3 години се прават. Значи тоа е интензивна работа на стотици луѓе кои што работеле буквално на секој детал во филмот, кое што е спакувано во час и пол или два. И тоа е невозможно да се види со летимично гледање, онака, без концентрација, без фокус на дејство, без фокус на сите дополнителни елементи, и кастинг, и актерство, и продукцијски дизајн. Да не ги редам сега и звук, и тон, и визуелни ефекти, и сето тоа е спакувано во саат и пол. Невозможно е тоа, ако немаш полна концентрација и однос кон самиот филм, кон самото остварување, невозможно е да се види. Затоа киното е така. Темно за темнето, а од друга страна е социјално затоа што пак тоа на некој начин ги држи луѓето во седиштата да внимаваат. Со тоа што тие самите внимаваат, им овозможуваат и на луѓето околу себе да ја задржат својата концентрација. И секако најубавото доаѓа на крајот, после нели од јавната шпица и излегувањето надвор од киносалата и веднаш следува размена. Ти се допадна, не ти се допадна, ова чинеше, ова не чинеше. Така што таа е таа социјална димензија на киното. Размена на емоции. Добро, за почетоците на кинокултурата, за старите градски кино во Скопје, колешката Елизабета Кузмановска, па се враќаме повторно. Старите градски кина во Скопје во периодот меѓу двете светски војни представувале најинтересна и најомилена забава на скопјани. Место за првиот бакнеж, допир, за првата симпатија и возбуда.
Со појавата на тонскиот филм, кината во градот биле максимално посетени. Постоела големата реклама и комерцијална основа за прикажување на тонски филмови, но тие не нуделе ни технички, ни содржински квалитет. Немите филмови, според критичарите, биле ремек дела во споредба со тонските филмови. Но сепак, соединувањето на музиката и говорот во филмот представувало своевремено сензација за човештвото. Во периодот од 1923 до 25 година во градот постоеле 3 кина – Балкан, Вардар и Зрински. Во големата сала на кафеаната Зрински секоја вечер во зимскиот период се прожектирале филмови, а во летниот период во Бавчата. Филмовите кои се прикажувале во киното Зрински биле од продукција на познати светски филмски продукциски куќи. Во 26 година во голем пожар изгорела кафеаната и киното Зрински. Во 1925 година во состав на Кафе Аполо, кое се наоѓало на плоштадот Крал Петар, било отворено ново кино кое во однос на опремата било посовремено. Киното Аполо имало ложи со седишта кои биле нумерирани, а салата била поделена на прв и втор дел. Во ова кино најстрого било забрането служење на пијалаци и храна, но затоа во холот имало бифе. Киното во летните месеци ја прикажувало филмската програма на Венецијанската тераса. Киното Аполо изгорело во 1930 година, а на неговото место било отворено ново кино Корзо. Во 1932 година, освен киното Корзо, било отворено и летното кино Граѓанска касина во Бавчата на Каламарас во Пајко Маал. Трите кина, кои работеле во текот на 1930 година на својата програма, прикажувале тонски филмови, но и со примитивни почетни облици. Пред секоја проекција на неми филмови, пред киното имало мал ритуал. Свирала плех музика, а гледачите стоеле пред луксовите или пред газиените лампи, додека еден говорник ја читал содржината на филмот. Истото се повторувало и во салата за време на долгите паузи кога се менувале лентите. Кината кои работеле немале прописни услови за работа и сигурност од пожари. Киното Уранија немало прописни врати за влез и излез на публиката. Ложите биле направени од лесно запалив материјал со тесни премини во фоајеата. Целокупниот дрвен материјал во салата и останатите простории на киното представувале опасност од пожар. Во киното Капитол се давале по 2 филма, а пред почетокот се прожектирале цртани филмови со Мики Маус. Првиот филм обично бил љубовен, а вториот вестерн или криминалистички. Омилени вестерн артисти биле Том Микс, Дик Форан, Кей Менард, Жорж Обриен, Ерол Флин, Хари Бор, Џони Вајсмилер како Тарзан и други. Кината ги посетувале сите граѓански слоеви од чиновници, богати трговци, интелектуалци, деца, бидејќи никој не можел да одолее на возбудата што ги носеле странските филмови и познатите актери. Со Тони Димков, хроничар на македонската култура, зборуваме за кинокултурата во Македонија. Тони, се сеќавате ли на првиот филм кој што го гледавте? Точно не ми текнува на насловот, дури не ми текнува ни на приказната на филмот. Знам дека беше со некои чудовишта. Значи, станува збор некаде за 70-тите години. Од прилика таа генерација сум, во тој период живеев во близина на градежниот факултет, кој што пак беше непосредно до кино Карпош. Тоа сакам да кажам, знам и каде сте гледале. Каде сте били? И уште како деца, 8-9 години, не се сеќавам точно колку има. Значи, како деца, како комшиски деча тука овакво, значи често влегувавме во кино Карпош, дури мислам дека не пуштаа без карта. И значи тоа се моите први искуства со филм. Навистина не ми текнува кој беше филмот и кој беше насловот на филмот, некој филм кој што ви оставил впечаток? На фасцинацијата од киното. Затоа што еднаш како ќе влезеш и после тоа некако магијата те влече и повторно да дојдеш у кино, што секако нели после во тинејџерските веќе години кога самиот ги правиш изборите. Значи ќе повторам, у Скопје имаше не се сеќавам точно 16-18 кина, секое мало имаше свое кино. Да. Значи јас идев во киното во моето мало, меѓутоа подоцна нели кога порасна веќе почнав да следам и кино репертуари, значи и кино центар, односно денешен Милениум. Да. И најатрактивни беа проекциите во Вардар 1 и во Вардар 2. Сега сакав да кажам, Најуметнички филмови имаше во Култура.
се сеќавам во киното Бамби беше за помладите, имаше кино Манаки каде што беа уметнички филмови, така што во театар, во киното Центар идеше да речеме фестовска од фестивалот во Белград, на филмски од филмскиот фестивал во Белград Фест. Значи доаѓаше ретроспектива во Скопје и тоа беа гужви редици, дали ќе најдеш карта, дали нема да најдеш карта да ги гледаш филмовите Тоа и сакав да кажам, какви гужви редици беа за дали ќе најдеш карта и пред време се купуваше карта да си обезбедиш место и добар филм секогаш си повлекува, може така да кажеме скопски, еве си повлекува и пуканки. И таа си беше Тогаш традиција. немаше толку многу пуканки, мислам дека во тие помалите киносали имаше семки, имаше сончогледи. Имаше семки, сончогледи, тоа сакам да кажам. Пуканките се сепак производ на тоа една друга култура. Тоа беше еден да. социјален момент во кој што требаше да обезбедиш, како не да си купиш семки и во оние како фишек завртени, замотани, да, хартиени, нели, да се стават внатре, па трчаш брзо да влезеш, дури и топли кикирики да земеш, па да влезеш. И убав момент е тоа кога ќе се навратиме наназад, убаво е чувството, но колку во суштина каде се изгубија работите? Колку во суштина остана некој сегмент од сиве овие нешта кои што ги споминавме, кои што во суштина се стожерот на кинокултурата. Колку остана тоа? За жал кај нас денеска? не остана. Освен во комерцијалните киносали не остана затоа што во моментов Од се ова што спомнавме, пуканките остана. Да, освен киното во кинотеката, кое што нели си е наменски за кинотечните филмови, иако кинотеката во последно време нели прифаќа во нивното кино да бидат изведувани филмски фестивали и филмски ревии на Веројатно, филмови. можеби затоа што нема простор каде. Затоа што се баре и друг простор. е мислам дека. проблемот, значи за жал и кино Фросине и кино Милениум подолг период имаат сериозен проблем кој што може да се реши со 5-6 евра, меѓутоа не се решава и едноставно, значи таму не достига проектор. И затоа тие две киносали во Скопје се надвор. Поради технички проблем. Па технички, Па, меѓутоа не е реално само да. технички, тука се малку испомешани и политиките и едноставно Да. не верувам дека државата не е толку способна да најде 5000 евра да купи нов проектор за кино Апсолутно. Милениум. Значи друго е во позадина, меѓутоа сега да не да навлегуваме не во излегува некои мотивата, да. политички Зубави работи моменти, се изборуваме. нели за некој ден ќе распишат локални избори, па ќе излезе дека им даваме шлагворд, меѓутоа како и да е, во моментов освен комерцијалните кина во Сити Мол и освен киното во кинотеката, нема други кина во Скопје. Претходно имало 18-20, сега Да. не се сеќам точно колку. Значи ние системски имаме промашено работата, бидејќи напливот на новата технологија е тој што практично ги оддалечи луѓето од кината. И ако тргнеме ретроспективно, нели, прво се појавија видеорекордерите со VHS ленти, па идевме во видеотеки, изнајмувавме по 15 филма, па после тоа со понатамошното напредување Сега на многу убаво време ме вративте DVD, како беше. ромови, Да, се да го вратија. земеш, па врати го затоа што договорено Врати ми го е на треба почеток, веќе. да, дека да, некој треба друг веќе треба да го некој да го земе, да. гледа, па побрзај. Многу убаво време. Едноставно, да, убаво време, меѓутоа едноставно гледате развојот на технологијата Си го полека направи своето. не оддалечи од Да. кината. Луѓето се повеќе почнаа да прават во денешно време сосема е можно да направиш домашно кино доколку имаш услови. Апсолутно. Со не голем екран, меѓутоа со доволно голем Да. за да биде тоа Да. домашно кино со surround систем за звукот, така што луѓето повеќе се свртеа кон домашно гледање на филмови, а Така. го напуштија ова социјалното колективно гледање на филмови, значи излегува тој социјален момент. Меѓутоа, да, тоа може некој така да си дозволи и да сака да гледа филм. Меѓутоа, пак ќе кажам дека Не филмот е отргна од социјалниот. социјална Да, тоа сакав да категорија. кажам. Да, од И оној социјален филмот аспект кој што го има ефект само доколку се гледа така. Дури еви и дома кога гледаме во услови на домашно кино кога гледаме филм, ќе ти звони телефон, ќе ти се пријаде, ќе Да, не лево, нешто десно. ќе излезе. Значи не е таа максимална концентрација што треба да се посвети на филмот. А технологијата го направи своето, па сега во последно време со онлайн платформите кога
Значи веќе не ти треба ништо, доволно ти е само компјутер и пристап до интернет за да ги гледаш најновите остварувања. Па дури значи тоа сосема не телефон оддалечи можеш од да ги идејата гледаш, за кино. да. За кино. А денеска ќе бидеме јас и ти носталгичари, сега повторно ќе се потсетиме на едно убаво време за Охриѓани. Кога кино представите во Охрид, да, тие се дел од минатото, но некогаш беа еден култен момент за Охриѓани. Саша Неловски не потсетува. Охрид спаѓа во редот на македонските градови, каде што на почетокот на 20 век е пуштено во употреба првото кино. Го изградил Миле Петковски Мартиновски, учесник во Илинденското востание, а поради прогонот од турските власти заминал во Соединетите Американски држави во 1907 година. Таму престојувал 12 години, при што станал голем влюбеник во филмот, присуствувајќи на мноштво кинопредстави, поставувајќи си задача кога ќе се врати во родниот крај да изгради кино. Изградбата на првото кино почнува негде 1924 година, каде што го купува прво плацот и почнува со изградбата на првото кино во Охрид. Тоа време значило многу, затоа што луѓето, што се викат, немале сознание околу тие работи, меѓутоа, после тоа, прво се емитуваат неми филмови, после тоа доаѓаат тонскиот филм доаѓа, така да во Охрид значило тоа многу. Затоа што пред почеток на секој филм се емитувал журнал Фокс Новости со кој луѓето, во кој било опфатено све она што се случувало во светот, така да луѓето идале до сознанија што се случи до атентатот на кралот, до не знам што, сите оние работи што се случувале во светот, тие информации идале прво во Охрид. Љупчо Паунковски е син на првиот кинооператор во киното Охридско езеро и како што вели, одењето во тоа време да се следи кино представа било вистинско доживување за Охриѓани. Нашата фамилија е тесно поврзана, да речам, што на некој начин и мојот татко негде од 1935 година до неговото пензионирање работеше 1975 во тоа кино. Првата апаратура во тоа време е донесена од Австрија и е од марката Херланго. Така да, која е донесена првата апаратура, со онија дојде еден човек кој се викал Ернес и кој извршил монтажа на таа апаратура, значи тука бил 2 години престојувал со неговата сопруга Адела која се викала и така веќе почетоците негде ка 26 година веќе почнува да се емитуваат кинопредстави за Охрид. Значи тоа било посебно доживување каде што луѓето, цели фамилии оделе на кино. Мажот, жената, децата, сите оделе. Во тоа време и најпопуларни биле, така да речем, музичките филмови, популарни биле вестерн филмовите, исто така и овие ратните филмови, воените филмови, така да секоја салата била полна, се емитувале по 2 представи на ден, од понеделник до четврток, да речеме, а во сабота и во недела имало дури по 3 представи. Тогаш веќе први пат се случило да Охриѓани го видат и првиот цртан филм Снежана и 7 патуљаци во Охрид. Одејќи секојдневно во кино, Љупчо ја засакал професијата кинооператор и еден период од животот продолжил по стапките на својот татко. Пошто татко ми работеше таму, јас редовно бев посетител на тие филмови, на глупати тој не ке знаеш, јас ке се пикнев натре и ке некој филм го гледав и дури по неколку пати. Меѓутоа, на некој начин и јас и мојот живот е врзан со тоа кино, затоа што јас во периодот негде кој 1964 до 67 година бев ученик, значи имам диплома кинооператор, исто така прожектирав филмови, не со таа прва апаратура која беше донесена, со таа прва апаратура едино знаеше да работи мојот покоен татко, Станко Паунковски, а после тоа негов ученик беше Трајче Левески. Така да, после тоа, после ослободувањето, се донесени 2 други проектори, NP1, така да со ними се зрачеше, се емитуваше програма. И во старото кино, негде 57 година, се изгради новото кино, 57-58 година, и јас таму бев ученик, така да
мојот живот на некој начин е врзан со киното. Јас, да речем, 40 години, 38 години бев во Македонската радио телевизија, предавател од одсек од предаватели и врски, каде што работав прво во СБ предавател од Коснозгодна, после 34 години во ТВ УКБ предавател од Мали Влај. Повозрасните охриѓани со носталгија се сеќаваат на старото кино Охридско езеро, кое одамна е запуштено, што го поттикнало Љупчо Паунковски да изработи документарен филм за ова некогаш култно место. Тоа е дел од историјата на градот Охрид, вели тој, кога луѓето кои тогаш обстојувале, доживувале убави мигови, бидејќи филмовите во тоа време предизвикувале многу емоции кај гледачите. Учествував на Манаки, значи на фестивалот во Битола, Манаки, за краток документарен филм. Со тој филм учествував и Бугарија, таму доби златна не, него бронзена медаља, и со тој документарен филм учествувам оваа година преку Киносојузот на Македонија, како представник на Македонија, со уште два филмови, филмот на Лушев, на Томе Лушев, Страстна недела, мојот киното Охридско езеро и Црвени рози, уште еден имаше. Со тие три филма ние учествуваме во оваа година во Бирмингем на фестивалот, значи тоа е светски фестивал под покровителство на Уника, каде што проекцијата е веќе закажена на 18 август. Иако не знае дали киното е вратено на некогашните собственици, Паунковски смета дека сега руинираниот објект треба да се реконструира за да биде дел од богатата културна понуда на Охрид, каде во сегашните современи услови би служело како катче за театарски представи или галериски простор, односно место каде што би се одржувале културни настани. Го продолжуваме разговорот со Тони Димков, хроничар на македонската култура, за кинокултурата во Македонија. Многу сме носталгичари, ама мораме нешто да му признаеме на денешно време. Ајде малку да му признаеме нешто, еве, што ќе издвоиме како некоја позитивна разлика од некогаш и денеска во кинокултурата. Прво, многу е убаво што вака со прилози ги имаш замислено емисијата, бидејќи прилозите на вистина не потсетуваат на едни убави времиња кои што денеска веќе не може би со носталгија, меѓутоа се сеќаваме на нив, затоа што тоа било дел од културата што некога сме ја имале, а денес за жал ја немаме. Или кога се поставувале темелите. И која што едноставно штом стои сеќавањето за неа, значи има и потреба од неа. Сега проблемот е како ние да го направиме тој чекор понапред, не за враќање назад, туку за нов начин, нов пристап кон тој начин на живење, бидејќи мислам дека во последниве неколку години, особено во Европа и во големите европски метрополи, значи веќе е развиена шема на мали киносали во кои што се прикажуваат уметнички филмови, односно филмови кои што не се само од комерцијална пригода кои што идат нели во комерцијалните киносали, туку е развиена цела шема на киносали каде што се гледаат уметнички или европски филмови. Паралелно со тоа, практично, создавањето на тие киносали е дел од еден поголема, подолгорочна стратегија за враќање на публиката кон киносалата. И практично Европската филмска академија вложува многу напори да публиката повторно се врати кон киносалите, да и покрај сите можности што ги имаат дома за гледање филмови, да сепак се вратат кон овој колективен чин на гледање. Верувате во иднината на враќање на луѓето во киносалите? Таква масовност мислам дека не е можно да се очекува, меѓутоа си има луѓе кои што си, нели, можеме да ги наречеме и филмофили или љубители на филмската уметност, меѓутоа си има луѓе кои што си сакаат да се гледаат филм во такви услови и мислам дека паралелата веројатно ќе биде нешто како со книгите. Знаеме дека исто така книгите можеме електронски да ги добиеме во електронски формат, меѓутоа мислам дека чувството на читање книга и тој мирис како на и печатена хартија, чувството на гледање филм во кино нема да се изгуби. Бидејќи тоа веќе ни е културно наследство и
ќе трае додека си трае човештвото. Мислам, во оваа форма човештвото. Затоа што нема сега да отвараме нова дилема вештачки интелигенции и така натаму, така што... Сосема друга тема, но и тоа некако е присутно и патува со брзина на светлината и можеби и тоа ќе има во некој догледен период влијание. Веќе има. Веќе има, но поголемо влијание... Повеќе има придонес во случајот на креацијата на филмовите. Верувам дека многу продуценти веќе користат вештачка интелигенција, ако станува збор за визуелни ефекти, ако станува збор за некакви звучни ефекти, значи сето тоа веќе веројатно и тие размислуваат за намалување на буџетот што е потребен на одреден филм и веројатно веќе компензираат со вештачка интелигенција. Меѓутоа тоа е еднината која што не само киното, туку општо нашиот живот ја очекува. Не можеме да предвидиме до каде ќе оди и што ќе се случи. Меѓутоа верувам дека чувството за гледање филм нема да се изгуби. И верувам дека исто така и киносалите нема да згаснат. Некаде каде што киносала живе, во општината Киселавода, ќе се вклучиме во живо. Колегата Мартин Николовски е во Домот на култура Билјана Величанец. Таму кинокултурата живе и се гледаат филмови. Да, ајде да видиме како изгледа киносалата во Домот на култура Билјана Величанец. Мартин, кинопроекциите од колку часот почнуваат, дали се отворени за сите граѓани, што можеш да ни најавиш? Добро утро, Јована, добро утро и за гостинот во студио, но и за гледачите на Македонија наутро. Токму така како што најави, утрово се наоѓаме во киното Киноверзум во Домот на културата Билјана Величанец во општина Кисела Вода, но пред да го продолжиме разговорот со нашата соговорничка, вчера направивме анкета со граѓани за тоа кога последен пат биле во кино и која е кинокултурата и каква е кинокултурата во Македонија, па предлагам прво да ги чуеме нивните одговори. Господине, кога последен пат сте биле во кино? Ама прашање од кога? Па има едно 40 години. Најмалце. Имаме ли се уште кинокултура во Македонија? Култура, кинокултура не знам. И мислам дека нема. Нема. А иначе имало некое кино во Трговски, ама кој бил, кој го видел? Сега телевизија. Пред еден месец. Да. Кој филм го гледа? Формула 1 ќе искочи последен пат. Одите често во кино? Не. А имаме ли во Македонија кинокултура? Не толку, мислам дека порано повеќе имаш. Затоа што цените моментално на картите се прескапи и мислам дека мојата генерација барам не оди туку често. Дека не е исплатливо. 2023 година на филмот Барби. Така, имаме ли кинокултура во Македонија? Па смитам дека имаме, ама секогаш може да биде подобро. Не памтам. 5 години минимум има, сигурно, пред пандемијата. А имаме ли кинокултура во Македонија? Па мислам дека има некоја кинокултура, генерално кај помладите, кај постарите, мислам дека тоа е веќе замрено. Па 5-6 месеци. Да. Посетувате често филмови? Слабо, послабо, да. Имаме ли кинокултура се уште? Па нема, ги затворија. Какво кино, бре, овде нема ништо, човече. Загреота сме. Што да кажам? Мислам, ние сме добри на деца, за жал ми е за деца, а нема кај да идат. Порано, знаеш колку кино имаше? 10. Кино утро, кино со бојле, кино вечер. Ете така, слушнавме различни одговори од нашите сограѓани. Некои биле пред 40 години последен пат на кино, други пак пред еден месец. Во секој случај се уште живее кинокултурата во Македонија. А општина Кисела Вода по 35 години минатата година повторно доби кино што работи во рамките на Домот на културата Билјана Величанец. Заедно со нас утрова е господја Михаила Ѓорчева.
Госпоѓа Михаела, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми, каков беше одзивот од публиката со реотварањето на киното овде во општина Кисела Вода и колкава е посетеноста во изминатава година? Најпрво, добро утро на сите. Ви благодарам што гостувате овде во Киноверзум. Последната година беше прилично добра година за киното, посебно за Кисела Вода. Ние отворивме во март 2024. Значи, досега работиме година и пол, имавме речиси 2000 проекции и прилично сме задоволни од посетеноста. Така, кажете ми кои филмови беа најгледани и најпосетувани? Постои ли некаков тренд во интересот на публиката? Па ние работиме на 4 локации, работиме Штип, Велес, Кисела Вода и Свети Николи. Секој од тие кина има различни трендови. Ако зборуваме за Кисела Вода конкретно, најпопуларни беа детските филмови, со тоа генерациите до 10-11 години се над 70% од нашите посетители. Овде беше најпопуларен Опаку на опаку, вториот дел. Тоа беше во 2024 година, а сега во 2025 најпопуларни излегува Майнкрафт и Лило и Стич. Така. Каков е интересот кај младата публика? Доаѓаат ли средношколци и студенти на кинопроекции? Како што веќе споменав, ние имаме различни генерации во секое кино. Во Кисела Вода се претежно деца до 10-11 години, меѓутоа преку различните иницијативи што ги имаме со Меѓународен славянски универзитет, привлекуваме и друга публика, значи помеѓу 13 години и 35-6. Таа публика е застапена и во Штип, и во Кисела Вода, и во Велес. Така, колешката Јована праша од кога започнуваат проекциите. Имаме ли редовен репортар овде во киното во Кисела Вода? Секако, да, имаме секој ден од 18 часот, генерално 18 часот е почеток на работното време, додека за викенди може да биде и од 12 часот, зависно од филмовите кои доаѓаат. Така, господја Михаела, кажете ми, колку е прифатлива цената на билетите? Како се движат цените по проекција на филмови? Во моментов имаме студентска акција која што ја спроведуваме заеднички со Меѓународен славянски универзитет и секој понеделник нашата публика може да гледа филмови по студентски цени, значи без разлика на возраста, сите добиваат студентски цени. Во понеделник е 170 до 200 денари цената на картата, додека во другите денови се движи до 250, што сепак е една од најпристапните цени во Македонија. Така, кажете ми како би опишале кинокултурата во Македонија? Дали се уште живее киното? Па ние започнуваме да работиме кина секаде каде што немало кино и се сметаме себе си дека на некој начин ги подржуваме новите генерации повторно, односно да научат за кинокултурата и да стекнат навики за во кино, затоа што ако сме имале места каде што киното не работело 30 години, не може да се очекува многу дека имаме редовна публика која што е навикната да доаѓа во кино. Така ние работиме со училиштата за да можеме да ги научиме децата од помала возраст да доаѓаат во кино. Да, тоа го прашувам од аспект на тоа што имаме експанзија на голем број на платформи каде што со одредена минимална претплата може да се гледаат филмови на интернет. Тоа е точно, меѓутоа разликата со платформите и киното е во тоа што во киното добивате нов наслов ексклузивно заедно со светската премиера. Значи, ако го чекате вие 2-3 месеци да го гледате тој наслов, во некој случај губите, не сте во текстот тоа што се случува во светот, така да киното е секогаш во чекор со светските трендови. Така. И за крај на нашиот разговор, што мислите дека и недостига на македонската киносцена да привлече повеќе гледачи и повторно да стане важен дел киното од културниот живот? Па пред се на Македонија и фалат кина, за да може да ја негуваме кинокултурата. Ние работиме на многу мала територија, има многу градови во Македонија кои што немаат кино и на некој начин треба заеднички да работиме заедно со училиштата, со градинките, со универзитетите, да ги едуцираме младите дека одењето во кино е добра навика, дека со тоа се градат нашите
културни навики и ете, мислам ние веќе работиме на тоа, така да се надевам дека ете ќе даде успех. Госпоѓа Михаела, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија на утро. Благодарам и на вас. Јована, се јавивме од киното во општина Кисела Вода, што работи во рамките на Домот на културата Билјана Беличанец и кое беше отворено пред година и половина после 35 години пауза. Благодарам, Мартин. Благодарам. Продолжуваме со Тони Димков во студиото. Филмска публика постои денеска. Филмофили. Кои се тие, како изгледаат? Како ги препознаваме дека се тие? Не, тоа си се најобични, Шегата настрана. луѓе кои што едноставно си почувствувале афинитет кон филмската уметност и кои што ја препознале разликата што и претходно ја објаснивме дека едно е гледање на филм на компјутер, на монитор, на телевизија, а сосема друго е гледањето на филмско платно и во кино, така што тие што ја разбираат разликата, мислам дека никогаш не би си дозволиле дома да гледаат филм, особено да речеме ако станува збор за филм кој што лично би сакале да го видат. Верувам дека предпочитаат да го видат во кино затоа што само на тој начин можат вистински да ја доживеат димензијата што ја носи филмот. Ништо што постои, тоа се филмските фестивали, за нив ќе зборуваме за КУСО, како најава за оно што ќе зборуваме е филмскиот фестивал Астерфест, кој што е посветен на авторскиот филм. Колегата Ване Трајков ќе го вклучиме. Ване, те слушаме, повели. Под мотото Филмски крстопати во Струмица овие денови се одржува 20-тото издание на филмскиот меѓународен фестивал Астерфест, кој што е посветен на авторскиот филм. Веќе се прикажуваат филмови не само од нашава земја, туку и од странство оние кои што пристигнаа на годинашново издание. Ова е поводот да разговараме со Горан Тренчовски, кој што впрочем го иницираше овој фестивал. Господине Тренчовски, ти благодарам што издвои време од вашата програма и да бидете дел на гости на македонската телевизија. Што нуди годинава Астерфест? Како што рековте, мотото на овогодинешното издание е Филмски крстопати. Значи, имаме една широка, би рекол, и разновидна програмска лепеза од филмови од речиси сите континенти. Добар дел од авторите пристигнаа во Струмица. Тие ги представија филмовите, значи разговараа со публиката, разменија контакти, искуства и мислам дека по отворањето по вечерта каде што имавме еден исклучителен блок од надпреварувачки филмови, започнавме со филмот Јас не сум робот, потоа продолживме со уште десетина ексклузивни филмови и по она што следуваше наредниот ден, втората надпреварувачка вечер, одржавме и неколку неформални филмски средби посета на културно-историски знаменитости и филмски сеанси кои што навистина го поттекнуваат авторскиот филм, продукцијата на не само кусометражната, туку и среднометражната и долгометражната филмска форма и сметам дека јубилеот, значи таа бројка 20 години, кое што оваа година не обврзува сите нас да продолжиме по таа насока, по таа траса што е поставена 2005 година, ќе биде мотивација за уште построга селекција, за уште би рекол разновидно програмирање на филмските блокови и за партиципација на што повеќе филмски продукции и автори од целиот свет. Да, успеавте ли во овие 20 години, можеби во светот има продукција на авторски филмови, но во нашава земја, Астерфест, направили предизвик кај младите автори? Да, токму поддршката на дебитанскиот филм и на оние кои што се на почетокот од својата кариера има можност да се промовираат овде низ годините кои што беа на Астерфест од почетоците па до сега. Инаку има и реномирани автори, значи дел од нив се закитија и со најголемите светски филмски признанија, добија Оскар, добија награди на фестивалите во Венеција, во Кан,
во Берлин и така натаму. И сметам дека она што ние посебно го негуваме е респектот кон лауреатите, односно специјалните автори, нели, кои што се не само режисери, туку имаме и актери, имаме и продуценти. Пред се, нели, авторството е нешто што мораме да го негуваме, да продолжиме во таа нели насока на понатамошна афирмација и развој на Астерфест. И посебно сум задоволен што Емил Рубен, легендата на македонското филмско актерство, ја прими наградата токму на свеченото отворање. Еве денес имаме врачување на престижната награда Астер на нашиот Милчо Манчевски, кој што ја добива оваа награда за особен придонес не само во македонската, туку и во светската кинематографија. И морам да го споменам фактот дека неодамна во Лондон британската продуцентка Ребека О'Брајан доби почесно признание на Астерфест. Таа е попозната како продуцентка на филмовите на Кен Лоуч, со што се заблагодари не само на Астерфест на Струмица и на Македонија, туку и даде ветување дека во иднина, а можеби и многу наскоро ќе направиме една ретроспектива на нејзините филмови во соработка со матичната продукција на Кен Лоуч, и тоа ќе биде надоврзување на програмата, нели, кое што впрочем во целата јубилејна сезона траеше 12 месеци, знаете, не е ограничена само за овие 15 или 5 дневни филмски блокови. Верувам дека соработката со институциите ќе продолжи и филмските автори веќе од утре и од заутре може да аплицираат за следното издание. Ние сме отворени за сите и сметам дека Астерфест ќе продолжи по таа линија онака како што сметаме дека треба да биде најубаво. За крај и Кусо, успеа ли Астерфест да се етаблира на европската па и светската филмска сцена како фестивал кој што го негува тој авторски филм? Апсолутно, затоа што во регионот немаме многу такви фестивали. Постои еден сличен фестивал во Призрен, Докуфест. Во југоисточна Европа имаме континуитет на развој, нели, континуитет на организирање, и сметам дека она што ние го истакнавме како една физиономија, треба да продолжи, треба да се задржи и нормално, нели, должината не треба да се ограничува. Значи ние не се ограничуваме само на куси или долги форми, туку авторството и она што со себе го носи авторот во целиот негов опус мора да се прикаже онака како што нели бара концептот или бара мотото во дадената година. Благодарам, Тренчовски. Само да подсетиме ние дека и годинава, како и изминатите години, ќе бидат доделени наградите Гран При, но и златна, сребрена и бронзена потковица за оние филмови кои што според жирито се најдобри или пак нивните видувања оценуваат дека треба да бидат добиени овие потковици како награди од 20-тото издание на Астерфест. Студио. Благодарам Ване, колегата Ване Трајков од Струмица за Астерфест, со Тони Димков, хроничар на македонската култура за кинокултурата во Македонија, да го заокружиме разговорот. Тони, дали во суштина филмските фестивали ќе играат главната улога во одржување на кинокултурата во Македонија? Веќе ја играат затоа што фестивалите практично стана единствена платформа каде што може новите филмски остварувања да се прикажат. Особено кога станува збор, значи еве и Астерфест, и има и уште неколку фестивали од тој формат кај нас, значи кои што прикажуваат краткометражни анимирани филмови, кои што буквално значи за комерцијалните сали се апсолутно неинтересни, невозможно е да се прилагодат на нивниот формат, бидејќи има кратки филмови кои што траат 15 минути, 20 минути, 30 минути, и едноставно значи филмските фестивали е единствената можност каде што тие филмови можат да бидат прикажани, да бидат видени од публика, и токму затоа фестивалите ја даваат можноста на филмската уметност да опстои. Бидејќи едноставно во отсуство на киносали, во отсуство на
како да кажем, па и еден друг вид на стратегија на телевизијата, која што исто така не може да го прифати тој формат на кратки филмови или на анимирани филмови, и единствено на филмските автори им останува да се пласираат на што е можно повеќе филмски фестивали, за што е можно повеќе публика да ги види нивните филмови. Сега, доколку некој од тие филмови добие награда, значи тоа е импулс плюс да тој филм добие уште повеќе покани за уште повеќе фестивали. Добро, а публиката е застапена на филмските фестивали? Или повторно зборуваме за една публика која што е филмска публика? Да. Значи, во Македонија имаме веќе повеќе од 25 филмски фестивали, повеќе градови низ државата. Неколку од нив се во Скопје, сега набрзо ќе се случи Македокс. Така, следната недела веќе. Од 21 до 28 и искуствата од претходните години кажуваат дека секоја вечер Кошумлијан бил исполнет со публика. Значи, публиката си сака не само да гледа филмови, туку го сака целото тоа фестивалско доживување што е поврзано околу. Повторно се враќаме на социјалниот момент и веројатно така ќе го завршиме разговорот. Тоа ќе остане клучно за тоа што сите други варијанти на гледање филм, значи се на некој начин засилување на оттуѓувањето кое што секако технологијата ни го нуди во последните години. И практично враќањето во кино е давање отпор кон тоа оттуѓување што едноставно човештвото го води од страна на технологијата, од развојот на технологијата. Така што имаме еден абсурд да развојот на технологијата делува на поголема оттуѓеност меѓу луѓето, што едноставно е дефект кој што се надевам со текот на годините некако ќе се промени. Па на нас останува или да го прифатиме, или да го промениме, или да му дадеме... На нас останува ние таа љубов што сега ја негуваме кон филмската уметност, некако да успееме да им ја пренесеме и не на сите, меѓутоа барем на некој тесен круг околу нас. Иако да речеме неколку пати ме најави како хроничар, во моментов значи правам две рубрики во дневниот весник Културен Слободен печат. Едната рубрика е Културен печат која што ги опфаќа сите културни случувања во државата, меѓутоа другата рубрика е филмски печат. И преку таа рубрика се обидам еднаш неделно да, ако ништо друго, барем да дадам информации, основни информации за тоа што се случува во областа на филмската уметност кај нас. Тони, благодарам. Ми беше навистина задоволство, се надевам и тебе овој час да го поминеме заедно, зборувавме за многу убави времиња, но и дадавме еден позитивен импулс и на денешното време на кинокултурата со надеж дека ќе ни се зголеми просторот. Да, јас се надевам дека луѓето не дека ќе не послушаат нас, меѓутоа нека си ги послушаат нели собствените емоции и чувства и нека станат филмофили, како да кажеме, да ја сакаат филмската уметност. Нека живее кинокултурата во Македонија. Ти благодарам, Тони. Благодарам на тебе.